19 мај понеделник, ново издание на дебатната 24 анализа. Добро вечер, почитувани гледачи. Во интерес на времето веднаш одам со најава за моите соговорници, пратениците од мојата лева страна, Миле Левков, ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Од мојата десна страна, Миле Талевски, СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Левков, да почнам со вас. Веројатно не е ништо ургентно на мобилниот телефон во моментов. Да, ја споделувам вашата емисија, линкот за да стигне до да, лайв стримот, тоа го планирав и јас, само мора воведот не да го направам. Ве прашав и во канцеларија, денеска во подготовка на емисија, пробав да видам кога ви е последниот партиски настап. Често ве гледавме на партиската говорница и последниот медиумски настап. Кога? Последниот медиумски настап може би беше пред несреќата во Кочани. Од тогаш, односно после она трагична несреќа која што се случи во Кочани, имам намалено, би рекол, со телевизиските гостување. Едноставно, Кочани западна во една невидена болка, во една невидена тага. Политичарите, односно јас одбрав дека тишината и молкот е начин да оддадеме почит. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да изразам сочувство, затоа што, еве, и 2 месеци по несреќата, болката не стивнува, меѓутоа навистина е време да почнат да функционираат институциите. Токму и таква најава напишав, посем долгиот молк, време е да зборуваме, затоа што време е и за отчетност и за одговорност. Да, само да подсетиме за гледачите, знаат, вие сте пратеник од Кочани практично. Јас сум пратеник, да, изборна единица. Третата изборна единица, доаѓам од Кочани, практично секој ден сум во Кочани. Кочани е моето родно место, место од кое што потекнувам, каде што се школував и живеам со семејството. Талевски, ќе ми дозволите некое прашање плюс, бидејќи доаѓате и вечерва од Кочани. Да. Сакаме ние постојано информираме за состојбата таму и околу истрагата и околу протестите на семејствата, околу третманот на повредените и капацитетноста на болниците. Каква е состојбата во моментов? Како се живее, се преживува во Кочани? Вие сте дел од тој амбиент. Веројатно имате роднини, пријатели, блиски луѓе, ги познавате. Веројатно и дел од децата, од жртвите. Во моментов како е во Кочани? Каква е состојбата во Кочани? Како да ви кажам, во изминатите 2 месеци Кочани поминува низ болка, низ невидена тага. Она што ни се случува, не би го посакале ни на најголемиот душман, она што се случува во Кочани. Огромна болка, огромна тага од несреќата, од земени човечки животи на деца, практично оние кои што имаат цел живот пред себе, од системот кој што потврли, од системот кој што не функционира, дополнително на тоа и многу повредени, за кои што се надеваме и се молиме дека ќе ни се вратат живи и здрави дома. Ја видовме целата нефункционалност на системот, за жал го видовме градото лице на системот, меѓутоа видовме и соодветна пожртвуваност. Еви денеска оние кои што се вратени од болниците ширум светот, дел од нив се третираат во Кочанската болница, која што 43 години нема по-сериозна реконструкција, односно има проблем и со кадарот, и со инфраструктурата, и со опремата. Видовме пожртвуваност од медицинскиот кадар, од медицинскиот персонал и деновиве оние кои што се задолжени за грижа на оние пациенти, затоа што дел од пациентите кои што се вратеа се во Кочанската болница, дел доаѓаат во Скопје и ги третираат раните на пластика, дел одат во земјите каде што било и првичното лекување, односно имаме сограѓани кои што патуваат во Бугарија и во Софија и во Варна. Потребно е што поскоро би рекол реновирање, инвестиции во болницата. Добра вест е дека конечно болницата во Кочани после 43 години влегува во планот за реконструкции, со што ќе добие и кадровско и инфраструктурно освежување и освежување во опрема. Тоа, да, ќе се случи потоа, но во моментов, нели, на тие пациенти, на повредените им треба, нели, грижа, рехабилитација, третман, надзор. Талевски, да, ова е прва дебата, кажавме, во која учествува колегата Левков, прво негово медиумско појавување. Она што е најново од СДСМ и последно, кое
еве го предизвика вниманието на јавноста беше предлог законот за помош на жртвите не само од Кочани и од другите трагедии што се случија. Дента бев на вести кога објавив дека практично не ни дојде на дневен ред, не беше изгласано ниту да дојде на дневен ред за да може да се развие некоја собраниска дебата. Сега опозицијата, односно власта, ќе ви адресира дека вие и премиерот даде дента, мислам, изјави или претходните денови, политичко поентирање со еден ваков закон во еден ваков период кога го чекаме обвинението да го видиме. Вие понудивте нешто што онај кое што и колегата Левко го кажа, и во самата ваша најава може да констатираме дека навистина има пропусти во системот и дека нас не се случи страшна трагедија. Трагедија која одзеде голем број на млади животи, трагедија која има сериозни последици понатаму кој што ќе предизвика кај повредените и очигледно државата мора час поскоро да реагира, да им помогне на настраданите, да им помогне на семејствата, да се што побрзо и подобро да се справат со целиот овој проблем кој што им се случи како трагедија. На почетокот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе со јасен и конкретен став дека ни на крај памет на некој во партијата ќе му падне да го политизира или да лови некакви си дневно политички поени на целиот овој настан. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата минатата недела до собранието предложи закон за поддршка на страданите во трагедијата во Кочани, кој што се случи на 16 март, во која животот го загубија 62 лица, а повеќе од 200 се повредени. Целта на овој закон е час поскоро веднаш да им се излезе во пресет на граѓаните, на семејствата, на лицата, сите оние кои што настрадаа во ова трагедија. Жалам што ВМРО ДПМН не смогна сили да излезе од теснопартиските интереси и да го поддржи овој закон. Добро. Ние уште во почетокот, кога го предлагавме самиот закон, кажавме, нека го предложат тие, ќе го поддржиме ние. Нема тука врска кој го предложи законот. Целта на овој закон кој што го предложивме ние до собранието беше веднаш да им се помогне на семејствата кои што ги загубија своите најблиски, но и на оние кои што се повредени. Со оглед на тој дека закон имаше сериозна финансиска конструкција од повеќе аспекти. Да им се помогне со 80.000 евра на семејствата кои што изгубиле животите, да им се помогне на оние кои што се повредени со сериозна сума на средства од 1,5 милиони до 5 милиони денари во разлика на степенот на инвалидитет, да им се помогне на семејствата да се справат полесно колку и да се може во оваа ситуација и во делот на работните оврски, да им се излегаме со предлог со тоа што на семејствата на лицата кои што се настрадаа нивните најблиски, да имаме 6 месеци, да има платено одмор, се со една цел да им се помогне со сето она кое што секојдневно се соочуваат, да им се помогне на децата кои што долг временски период отсуствуваат на настава, со онлайн настава, со конкретни предлози излеговме ние, се со една цел да им се помогне на овие семејства. Жалам што ВМРО ДПМН не го поддржа овој предлог закон и се доведовме во ситуација да ВМРО ДПМН го покаже своето лицемерие. Со оглед на тоа дека колегата Левков доаѓа од Кочани. Како се чувствуваше колега Левков истиот ден кога се врати во Кочани, како им погледнавте на вашите сограѓани кога не го поддржавте ова законско решение во собранието? Жалам што вие како пратеник од Кочани покажавте и докажавте дека една единствена цел вие тоа е наредбата од ВМРО ДПМН. Можете да излезете од партиските стеги и да го поддржите барем вие ова законско решение. Ќе кажам, ќе навратам повторно. Ова не е за никакви дневно политички поени. Слушаме секакви обвинувања врз семејствата на настраданите од страна на невисокото раководство на ВМРО ДПМН. Практично се води некаква си хајка за сето она кое што секојдневно се случува. Апелираме уште еднаш, со оглед на тоа дека имаме одлично законско решение, кое што може во собраниската процедура да се допрецизира со амандманска расправа и така натаму, да го донесеме затоа што на овие граѓани секојдневната поддршка им е час поскоро многу потребна. Затоа тука не треба да има никакво политичко надмудрување и така натаму. Со оглед на тоа кажав дека во овој момент ние требаше сите
без разлика дали сме власт или опозиција, да излезливе надвор од тие партиски интереси секојдневни кои што се соочуваме, конкретно за оваа ситуација со оглед на тоа дека сите сме едногласни во тоа дека има пропусти на системот. Не само од една влада, туку од повеќе влади кои што функционираат. Да. Ме прашавте зошто молчевме? Еле затоа молчев, затоа што најмалку што Кочани заслужува е вакво партиско конфронтирање на јавните медиуми. Ако колега Талевски, ако ризикувам овде да бидам нападнат јас, подобро да бидам нападнат јас, отколку да бидам нападнат или повреден било кој што тагува денеска. Да ви кажам за законот. Одбивам политичко поентирање на несреќи. И го одбиваме политичко, и Кочани не го заслужува тоа. И не заслужува вакво политичко лечинарство од ваша страна. Зошто? Ќе ви кажам. Законот кој што го предложивте вие, треба да знаете дека е спротивен на правниот поредок. Зошто дозволете да ви кажам, слушајте ми мене, ќе ве молам. Значи, жртвите не заслужуваат да имаме ваква зошто е спротивен на правниот. Дозволете ми да ви објаснам. Затоа што жртвите во дискотеката се резултат на кривично дело, се резултат на корупцијата во системот кој што ја оставивте. Кога се поднесува закон, согласно членот 51 од Уставот на Република Македонија вели дека законот треба да биде усогласен со Уставот, со законот и со другите норми. На овој начин, со донесување на ваков закон, вие нормализирате корупција. Корупцијата не треба и не може да биде нормализирана со закон. Со ваков предлог на закон, ве молам, се создава перверзен преседан, дека корупцијата е нешто пресметливо и дека тоа може да биде платено. Затоа што овој закон го предлагаат Оливер, Венко и од останатите од СДСМ е очигледен обид за политичко поентирање. Дозволете да ви кажам, дозволете само да ви кажам. За надомест, кога станува збор за надоместна штета, штетата се надоместува во судска постапка и постојат соодветни закони, закон за облигациони односи, закон за кривична постапка член 100, закон за облигациони односи од 141 понад. Ве молам, сослушајте ме. За оние аспекти за кои што говорите вие, за кои што спречуваат дупла виктимизација и заштита на жртвите, па постои закон за жртви од кривични дела со насилство. Што се обидувате да направите со законот, со ваков тајминг, 40 дена по несреќата, во кој што ниту го решавате статусот на оние што е потребно лекување, а интервенирате пред формалното подигање на обвинението. Сакате да си ги амнестирате вашите функционери, вашите министри, кои што оставија хаос во институциите, кои што резултираше со катастрофални ситуации во Кочани. Не молам, Кочани не го заслужува. Очигледно Кочани не заслужува да има ваков пратеник како што сте вие, со оглед на овој наратив кој што сега си го откривте, вистинското лице за буквално катастрофално лицемерното несување на ВМРО ДПМН во лицетворање на пратеникот Левков. Немате чувство, колега Левков, чувство настапувате. Безобразно е од ваша страна. Со нула емпатија настапувате. Безобразно е од ваша страна. Вие да седите во собрание, да се предлага закон за Кочани, од каде што идите во собрание, за амнестија, па можете да го наречете закон за амнестија на Оливер Спасовски. Да им се помогни и на Венко Филипче. Да им се помогни на семејствата кои што им настрадале на нивните најблиски од тие истите кои што ви се потпишат. Ама сега, ако си нервозен, напише во да смири се. Значи, предлагаме закон со кој што се опфаќаат 62 лица, семејства, на кои што им настрада најблиските и 200 повредени. Сега гледаме дека повредените се враќаат. Знаете во каква состојба се соочуваат? Ви информирале таму, комуницирате вие со некого или вие комуницирате само пратеничка група на ВМРО ДПМН? Кои се поентите на законот? Веќе ви прочитам. 80.000 евра надомест за секое семејство починат во трагедијата. Еднократен паричен надомест за душевна болка и нематеријална штета. Што е проблемот тука, колега Левков? Финансиска поддршка за повредените според степен на инвалидитет од 1.200.000 до 5 милиони денари во зависност од утврдениот степен на инвалидитет. Така ќе корупцијата што оставивте? Во што гледате тука проблем? Така ќе купите мир за Венко, финансиска поддршка за повредените според степен на инвалидитет, ви кажа. Покривање трошоците за лекување, тоа така ќе купите. Колега Левков, тука ве боли
покривање трошоци за лекување, домови во странство, хируршки покриени интервенции се, не треба се покријаат. Покриени се. Образовна поддршка на учениците, не им треба нови кои што сустуваат од настава. Покриени се. Платено отсуство на родителите на повредените деца од 6 месеци, не им е потребно на родителите. Знаете во каква состојба се соочуваат тие. Тоа сака да кажете дека не е потребно. Скратено работно време не е потребно за родителите. Психосоцијална и правна помош не му е потребна на родителите. Домашна нега на повредените не им е потребна, сакате да кажете вие. Добро. Тој подписник на законот, дали мислите дека преквалификација на овие кои што имаат сериозни вакви последици? Најавуваше затворена на болницата во Кочани. Колега Левков, Немојте ова колега лицемерие. Левков, вие требаше политичко, вие политичко решинарство. Да, ве молам, Левков, еден по еден да се слушаме. Вие требаше, вие да излезете само завршам. Поентирајте, колега Левков. се лесни ја изјави пропуштивте, не. Ова се лесни изјави за кажување, Ја пропуштивте. Ќе ви го дадам просторот и времето, нека поентираме. Молам, поентирајте за да можеме и Левков да каже. Вие, во да помене Христијан Мицковски, ја пропуштивте шансата да се издигнете над секојдневните партиски стеги кои што ги добивате од штабот од Белата палата. Вие го покажавте вашето гнасно лице пред овие граѓани. Вие не излеговте се соочите пред парламент кога протестира. Вие се дрзнавте да ги квалификувате нив дека се некакво опозиционо тука дојдеме пред собранието. Кој е тој лицемери нема на страм. Ова е ситуација во која што треба да се издигне сите над партиското секојдневно функционирање. И во момент требаше мала доблест од ваша страна да излезете да поддржите закон. Јас не знам, обвинувања, да. Не знам како не ви е срам да излегувате национална телевизија овакви моменти со огромна болка, со овакви обвинувања. Протестите на улица треба да знаете дека се демократска алатка и демократско оружје. Само момент од во кој што треба да биде послушано и никој од нас, а ниту вие, не треба да бидеме дел од револтот, треба да бидеме дел од решението. Па не сте решение. За жал, вие сакате да го злоупотребувате. Законот го предлагате спротивно на правниот поредок со закаснати механизми кои што веќе беа во самиот закон. Нека се искаже. Зошто? Се плашите што ќе кажам? Не, ама зборувате да се плашите. Лесни се вашите тези за искажување. Меѓутоа, знаете што е траурно? Што 7 години додека бевте на власт, ваши министри за кои што вие сте гласале имаат удел во тоа. Оставивте хаос во системот кој што ни донесе катастрофални последици и ни се случи тоа што ни се случи. Ние треба да бидеме дел од решението и ве молам да престанете да бидете дел од револтот и да се обидувате овде да добивате политички поени. Не го заслужуваат. Ајде продолжите решение. Кој е решението? Не го заслужуваат граѓани. Кој е решението? Да, Левков сака во делот на протестите на вистина има политизација, има разноразни квалификации. Го разговараме во канцеларија, сепак дел од тие протести се родителите на децата, родителите на жртвите. ВМРО ДПМН како владеачка партија во јавноста има дилеми за низиниот однос и став кон тие протести. Вие повторно ќе речем во Кочани, тоа е ваша дома, тие луѓе се ваши соседи, пријатели, роднини. Кој е ставот во однос на протестите? Си има чувство како да се осамени луѓето во таа битка со институциите за правда и право. Воопшто луѓето не се осамени во таа своја битка за право и за правда и се разбрани и целосно е оправдани нивниот гнев и нивната лутина. Зошто? Затоа што се лути на системот кој што им предизвика огромни загуби. Има одредени прашања, тоа е дали треба власта, дали треба институциите да учествуваат. Верувајте ми, јавните протести се инструмент на демократијата со кој што граѓаните треба да испратат одредена порака. Политичарите кои што ќе ги видите во такви, особено во вакви траурни ситуации, верувајте дека се волци во јагнешка кожа. Мислите дека имаше политичка злоупотреба во... Не би рекол за ниту еден од родителите и од оние кои што се повредени дека се води од политички мотиви. Ниту еден, верувајте, на тие луѓе тоа воопшто не им е важно, тие немаат ништо со политиката, политиката не им е во никаков фокус. Политиката останува во фокус на политичарите, токму и затоа одбрав да молчам, токму заради вакви напади, верувајте ми, не заслужуваат луѓето да имаме вакви дебати со ваков тон, не заслужуваат да додаваме на родителите и на роднините, на семејствата, мислам, дали во контекст некој од страна може да ги злоупотреби. Секако не од родителите, не. Секој постојат актери кои што сакаат да добијат одредени, би рекол,
можеби влијани, можеби бенефити. Бара, сакам да речам, користи, семејствата така бара средба и со премиерот Мицковски, се сретнани со министерот Тошковски и таму имаше некоја разединетост, но дел од прашањето стана без одговор. Затоа еве прашувам, бидејќи протестите барем за сега и министерот, и јас, и сите остануваме отворени за соработка со родителите, со сите оние блиски кои што имале одредена загуба. Овде сме да најдеме институционално решение и да добијат правда и да добијат соодветна заштита, а верувам ова треба да биде едно од прашањата со кое што со политичката опозиција не би требало да имаме разногласие, да ги оставиме институциите да работат. Значи, моделот на истрагата, покрај ова кое што го напоменав, сите бараме правда. Сите бараме правда. И правдата мора да, колку и да е спора, мора да излезе на виделина. Но она кое што има една друга поента и друга работа, освен политиката, тоа е моралот. Мораше министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, од настрана од сето друго, од морален аспект, прв потек кој што требаше да направи во тој момент, требаше да се понесе неотповиклива оставка. Тоа не го направи. Гледаме ние секојдневно што се случува во постапката во Кочани. Гледаме дека се притвораат, дека се води постапка за функционери кои што биле 13-14 години. Постапка не е спорно. Постапка за актуелни функционери кои што имале обврска во моментот по закон за внатрешни работи и закон за јавен ред да спречат и да не дозволат тоа да се случи, по закон имале обврска тие да преземат активности, не ги превзеле. Тоа се раководството, односно началниците на секторот за внатрешни работи Штип, на ОВР Кочани, командирите на овие две станици имале обврска по закон за внатрешни работи и по закон за јавен ред и мир да преземат активности. Со оглед на тоа дека полицијата била внатре, констатирале состојби кои што биле надвор од законот и не презеле никакви активности. Замислете за нив во овој момент нема ниту една постапка. Затоа ние викаме дека селективна правда не е правда. И затоа бараме апсолутно политиката да се тргне од овој цел процес. Овие се жабе декларативни вакви заложби од страна на ВМРО-ДПМН. Гледаме практично што се случува. Ја пропуштија шансата да им веруваме. Ама добро, имаше градоначалникот актуелен, беа приведени сигурно полицајци. Знаете која беше за градоначалникот? Имаше инспектор од локално. Знаете, јас конкретно зборувам врз основа на законот за внатрешни работи и законот за јавни собери. Таму имале обврска раководството, началниците и командирите на секторот за внатрешни работи Штип и ОВР Кочани да преземат действија кои што не ги превзеле, а по закон имале обврска да ги преземат. Знаете која беше изјавата на претседателот на владата Мицковски прва. Сите се видовни, градоначалникот не е виновен. Па на крајот на денот да видиме дека и за него има некаква постапка. Заради верување во системот, дека ова треба да ни биде поука на сите нас. Луѓе настрадаат таму 62 деца настрадаат во целата. Да имам над 200 повредени. Дали треба некој дополнително да ни укаже нас дека треба надвор политика да тргнеме до овој дел. Клучно е и затоа ми беше поентата на почетокот од оваа дискусија дека минимум што очекував дека господинот Левков ќе го поддржи овој закон од срцано. Колку и да има забелешки, тоа е пораката која што ќе се испрати према граѓаните. Да го разгледаме законско решение. Се околу истрагата малку да се насочиме бидејќи се ближи терминот нели за обвинение. Левков. Да, и СДСМ ја поддржа нели последната интерпелација, втора мислам ова беше за Тошковски. Втора интерпелација за министерот за внатрешни работи, оно кој што треба да се завршува работата. Колегата Талевски често дава вакви изјави, овие изјави се лесни за давање, меѓутоа опасни по вистината. Јас како човек кој што потекнува таму се обврзав и сам си ветив дека нема да давам изјави со кои што би можел на било каков начин да влијам на истрагата. Сакам таа да биде непристрасна и да биде објективна, меѓутоа она што е важно дека доминус на истрагата е јавниот обвинител. Доминус на истрагата не е министерот за внатрешни работи. Министерот за внатрешни и самата полиција работи по насоки кои што ги издава јавниот обвинител.
Ова го споменува неколку пати колегата Талевски, имам едно прашање. Дали вие пријавивте во полиција или кај јавниот обвинител дел од вашите сомнежи и дали пријавивте за кои лица сметате дека треба да биде проширена истрагата? Кога јас имам... Да ви одговорам. Не, само да ви кажам. Кога јас имам вакви забелешки, само да ви кажам, кога имам вакви забелешки за корупција во Рекбито или таму, има снимки како доставува до обвинителство барање за проширување на истрагата. Вие, ако говорите тоа цел месец, добро, ќе ми одговорите, тогаш останува прашањето дали поднесовте или ова го говорите само за јавноста. Верувајте ми, многу е потешко да допринесеме кон правдата, отколку да допринесеме кон јавен линч. Она кој што вие го говорите е само поттикнување за јавен линч кон одредени. Тоа не и користи на правдата, тоа не и користи на правниот систем и тоа не му користи на борба против корупцијата. Затоа што најкорумпираните сакаат правдата да биде заменета со јавен линч. Колега Левков, овде не сме дојдени да им држите вие лекции. Право? Второ, вие сте Зошто вие го сте спуштате нивото? вие сте пратеник. Секој кој ќе добиете. Вие сте пратеник. Рековте ќе од одговорите. власта. Вие сте пратеник од власта. Партија на власт со 58 пратеници во собранието кој што треба да действува. А не вие опозиционо да се навлекувате во ситуација дали сте понесле. Ева, јас понесов пратеничко прашање до министер за внатрешни работи за конкретно за ова сето кој што го зборувам. Еве сега јавно го зборувам исто пак во пред македонската јавност. И во моментот и го повикувам јавниот обвинител да постапи за ова кој што го кажува. Затоа што јас цитирам Закон за внатрешни работи и Закон за јавни собори, каде што овие дотични личности, раководство на Министерството за внатрешни работи во двата града имале обврска, едно прашање. Има ле обврска по закон да постапат, а не постапувале. Понатаму истрагата треба да се води врз основа на сето на кој што го имаме сомнеж да се расчисти. Очигледно со вашето несување сакате во дадени моменти да влијаете или да амнестирате некого. Не, колега Левков, излезете уште еднаш ќе ви кажам од тие секојдневни партиско наредби кои што ги добивате од Белата палата. Вие треба да бидете ороводец на целата ова работа, не вие да ги правдате Прашајте. Неколку пати колегата Талевски и од говорница Да, и во емисии. Еве имам јас за време на интерпелацијата изјавите. За настанот во дискотеката Пулс како јавен настап. За јавен настап не е потребно да имате лиценца за дискотека. За јавен настап, ако го третираме како јавен настап, вие практично амнестирате голем дел од оние кои што се обвинети. Зошто упорно ја тврдите и ја буткате тезата за јавен настап? Еве кажете на јавно, дали за јавен настап се потребни лиценци? Кажете. За јавен настап. Да, потребно е МВР да постапи. Тоа го знам. Дали се потребни лиценци? И дали работите за нечие? Затоа никој не работи. Ќе се воздржам од изјави поврзани со истрага. Легувате на лизгав терен кај што дополнително ќе навлечите сериозни забелешки за вашето несвој. Прво, јавен настан, полицијата има обврска, без разлика дали е пријавен или не е пријавен настан. Над 50 лица мора да биде присутна тука и да гарантира безбедност на граѓаните. И да никој не потребна лиценца. Како? Вие работите за колега Левков, полицијата имала обврска повторајте вашата теза, да биде на лице место и да действува. Никој не планирам да амнестирам, вие планирате да амнестирате, затоа што вие требаше да го водите орото за да има правда во вашиот град кај што се случи трагедијата, а не вие да ги правдате тие за кои што нема правда. Политичар да го води орото, не знам од кого ги добивате овие лекции, можеби од Нобеловецот Заев. Политичарите не треба да ги водат ората. Од политичари кои ги водеа ората по градовите, стигнавме до ова. Видовме. До ова стигнавме. Стигнаме до ова. Нема да бидам тако политичар никогаш. Само да кажам, еве обвинението кај да треба да биде готово. Деновиве и Крешник Бектеши, екс-министрот за економија, излезе од ефективен притвор. Скоро сите се надвор, се во домашен притвор со некои мерки за предпазливост. Не знам кој останат, мислам, првата група од 7 полицајци што беа приведени, тие се уште во ефективен, не сум сигурна. Сите велат ќе биде ова еден од најобемните процеси, колку ќе биде компрометирана територија на Кочани, па се бараат суди, обвинители се ангажирани така натаму. Да, соработка помеѓу обвинителство. Како се надевате Левков за јавен обвинител кој што до вчера беше изложен на сериозни критики, квалификации од вас како власти и од како партија и од владата и партиски, дека ќе го истурка овој процес? Му верувате ли на обвинителот Коцевски? Бидејќи прашувам, дека имаме 70-80 за сега осомничени.
Многу беше полесно да се критикува судската власт пред овој случај. Сами знаете дека ние претходно како опозиција, понатаму како власт најавувавме обемни судски реформи со промена на обвинителите, затоа што довербата во судството е ниска, меѓутоа настанот промени се, односно се наоѓаме во една ситуација во која што немаме време, односно нема начини без да се компрометира процесот политиката да влијае во обвинителството. Едноставно сме ставени на тест сите институциите и обвинителството, па и самото судство, сите се ставени на тест. Мораме да дозволиме процесната правда да донесе на крајот на денот правда, затоа што владењето на правото и соодветната примена на правните норми може да бидат најблиску до правда и најблиску дали верувате дека Коцевски може да го заокружи овој процес до обвинение? Апсолутно, затоа верувам дека сме влезени во еден процес во кој што ќе мораме да си веруваме меѓусебно, ќе мораме да ги преиспитаат односите и позиција и опозиција и обвинителството и судството, ќе мора сите се ставени на еден тест, затоа што ова што се случи, верувам, не остава рамнодушен никого и мислам дека никој нема да продолжи без сериозно да ги преиспита начините на кои што функционира и на кои што работи. Се надевам дека тоа е и принципот по кој што работи обвинителството. Ќе видиме ли правдата? Еве едно од тие прашања повторно остана кривичниот дел и обвинението, една работа, друга работа етиката и моралот на политичарите и врвот, кој јавноста очекуваше дека ќе го види во една ваква трагедија, како да кажеме, и мал збор. Апсолутно, тоа се измешани чувства и се мешаат различните видови. Прашувам етички и морално, како што го повикувавме Филипче на дента на модуларната болница и ноќите очекувавме дека веднаш ќе ја даде оставката, се тактизираше извесен број на часови додека не соопшти дека поднесува оставка, но не беше неотповиклива оставка. Нели премиерот тогаш за модуларната болница. Сакам да знаете дека за модуларната болница ние власта во тоа време менуваше закони во собрание, затоа што не беа дозволени привремени градби за да се врши. Јас зборувам за моралниот, за етичкиот дел од приказната, да. Ви кажувам од каде произлегува моралната одговорност. Министерот Филипче беше предлагач на измените со кои што се овозможи да се постават модуларни болници, а од друга страна, сега со овој случај, бараат оставка од оној кој што треба да спроведува наредби. Ова што го велите тогаш, Филипче треба кривично да одговара и веројатно до сега некој треба и ова прашање да го отвори. И прашањето сега, беше легитимно. Сега, го говорите ова дека донал закони легалистички. Беше сменет закон, тоа се факт, тоа може да го проверат сите, тоа не е нешто кое што искрено беше променет законот. Меѓутоа, она што е суштински, дека политичарите треба внимателно да ги бираат своите зборови и треба да бираат на начинот на кој што ќе действуваат, затоа што овој начин дека некој треба да го води орото е неприфатлив и овој начин и оваа порака која што денеска се испраќа од овде, ние мораме да ја негираме, затоа што време е да започнеме и да функционира владењето на правото и почитувањето на правните норми. И тоа, ако во себе вклучува доверба, да, спремни сме на тој чекор. Колега Левков, уште еднаш ќе повторам, очекував од ваша страна дека вие ќе бидете предводник да се има правда во Кочани. Вие видите предводник да им се помогне да семејствата. Вие цело време зборувавте, донесовте предлог за разрешување на јавниот обвинител. Па сега кажувате дека вие му верувате на јавниот обвинител. Кажав кога? Сега кажете, лицемерие, кога е ВМРО ДПМН вистинско? Тогаш или сега? Значи, вие го поддржувате или не го поддржувате? Вашиот председател на владата излегуваше, кажуваше дека треба да има робусни разрешување на промени на судскиот совет. Па влеговте во постапка за разрешување на јавен обвинител, кога ние сите велевме дека тој е противзаконски, противуставно, дека не може така да действувате, и сега лицемерно денес кажувате дека мораме да му веруваме на јавниот обвинител. Па јавниот обвинител истиот како претходно и сега. Му верувате или не му верувате? Ке има или не ке нема правда? Зашо сте вие? Очигледно немате одговор на многу прашања, колега Левков. И затоа сте доведени во ситуација на парадокс, во кој што едно зборувате пред, друго зборувате потоа. Едно зборувате во опозиција, друго зборувате сега на власт. Вие треба да се соочите со проблемот, колега Левков.
Вие треба да видите тие кои што ќе инициираат правда да има во Кочани, а не да ги правдате тие за кои што не се правда. И најмал сомнеш да има во целиот овој процес како пратеник од Кочани вие. Требаше да го водите целиот процес, да барате правда и да се помогне граѓаните. Тоа сакам да Што зборувате? Слушнете се што зборувате. Како може пратеник да го води процесот, господине Талевски? Не сакам да барате правда, да барате правда. Зарем вие? А не зарем вие? Чакај да завршим. Ајде, да, значи, во целиот овој процес очигледно гледаме дека има пропусти во целата истрага. Каде ги видовте? Затоа ние гледаме дека има селективна правда, затоа што оние кои што ги цитираме ние дел на закони за белешки кои што ги имаат не се опфатени во целиот случај. Надвор од политиката да дозволиме системот конечно да профункционира без вакви паушални изјави од страна на партијата на власт која што доби 58 пратеници. Стварно катастрофална состојба се наоѓа во МРДПМ. Стварно ви прави многу тешко да правдате нешто кое што не се правда. Немате поента. Очекуваме реално, конечно, затоа што Македонија заслужува да има правда конкретно за ваков случај. Она што е втор аспект е моралната одговорност која што во овој случај очигледно ја нема, а за разлика од други случаи ја има, затоа што министерот Венко Филипчев си понесе оставка и истата таа влада по 2 месеци си замина власт. Тоа е вистинското. Да, и си ја плати цената на тој однос од таа што било претходно и се извлечени поуките. За разлика од тоа, ние не гледаме дека тука барем милиметар морална одговорност. Не знам за каков систем вие зборувате кога зборувате дека треба јас или било кој пратеник да го води орото, очигледно се уште мислите дека Венко и Заев се заслужени добитници. Не, на Нобелова награда. За тебе зборувам. Оние кои што ја имаат, кои што ја понеле одговорноста, седат до вас во собрание и ги зазедува пратеничките места. Венко Филипчев, само момент сега сослушајте ме, Венко Филипчев кој што предлагаше затворање на болницата во Кочани, кој што болниците и здравство ги претвори во тендери за своји бизниси, во тезга за своји тендери бизниси, вие тоа истото го направивте со правото и со правото. Па вие гласавте за тој обвинител за на крајот на денот овде да колку браните за на крајот на денот овде. Ама зошто? Зошто имаш потреба да браниш излегувате во збор? Зошто? Ве сослушав вас. Подобро би било овие да не излегувате во јавност. Вие се слушаш што зборувате? Не, ве молам Талевски. Со вакви навреди и со вакви напади, вие покажувате школски пример за тоа што и како изгледа едно политичко лешинарство. Не. Без трунка емпатија. Да, малку употребивме некои зборови, да, лешинарство, лицемерие и така натаму. Да, ве молам пред овој дел за паузата, сакам Ливков да ве прашам. Да, и ве повторуваме неколку пати од Кочани сте. Колку пати сте биле присутни во тој објект, сте оделе да се напиете кафе, имаше еден од таквите наслови, и вашиот брат, еве адвокате, мислам, во Кочани. Значи, тој објект не бил виртуелен, сте знаеле, вие, не само вие, и политичари од цела Македонија, колку често одевте таму, например, на кафе да се напиете или навечер на скачанка? Не е во прашање близината до одреден објект или не близината. Например, во самата дискотека никогаш не сум бил. Во самата дискотека. Внатре во објектот, тоа што го говориме ние... Не, она што вие го говоривте е дека од истите собственици имаат еден угостителски објект во градскиот трговски центар и тоа е Кочани. Тоа што беше нападната од група на граѓани, нели? Да, протестот има 5 или 6 угостителски објекти. Тоа не е Њујорк. Не, ве прашав дали сте биле во тоа диско, ние што го велиме импровизирано диско. Може би повеќе од 7 или 8 години не сум влегол во таа дискотека. Меѓутоа, друго сакам да ви кажам, не е во прашање близината. Ево можело да бидам и јас да одам секоја вечер. Можело да се погоди да бидам токму таа вечер. Прашање е дали работат институциите, што работеле институциите и зошто институциите потврлени. Никој не бил виновен од тие кои што биле. Така поставена тезата звучи лошо. Никој не е виновен кој што отишол таму си платил билет своја карта и присуствувал. Не, јас не го кажав тоа, не го кажав во контекст само, да, мојот брат, уште првиот ден излегува лажни вести. Станува збор за една лажна вест во која што е извадено едно полномошно, во која што адвокатот е адвокат на друго лице со слично име и презиме како што е без разлика. Дури и да е
Адвокатурата е јавна дејност. Меѓутоа, тоа се тенденциозни напади на одредени Добро, луѓе дали и е лица точно кои што исто дека сакаат да поентираат. Да, вемувам пред рекламите, значи не го кажав во контекст дека тие што отишле таму се виновни, можеби јас ке сум била дел, ама никогаш не сум била. Затоа и така не, го говори. Не, Да. јас го кажав во контекст дека вие сте политичар на власт и точно таму ги знаете состојбите, значи вие сте пак дел од законодавна власт и од владеачка гарнитура. Го кажа во контекст дека таму оделе и политичари и познати личности, може и полицајци или не знам што уметници, знаеле во изведувачи. кој објект влегуваат. Значи на налог пишува име и презиме на објект. Не е тој виртуелен. Вие таму, значи, го знаете објектот, ги знаете собствениците. Сакам да кажам, во тој контекст го кажав, дека Кога како влегувате политика кога- не може да не знаете што се случува со единственото диско во регионот. Дали работи легално или нелегално. Невозможно е да не знаете. Ве разбирам, меѓутоа на овој начин поставени тезите, тогаш секој кој што ќе влезе во такси треба да бара сообраќајна дозвола и важечка лиценца од оној кој што Ја па не велам за секој, велам за тие што имаат моќни инструменти во раце. Собранието според Па и член должност е да се пријави. 187 од деловникот нема судска и нема истражна функција. Ако влезете како пратеник и барате такви документи, можете да бидете обвинети дека Реков да барате за свесноста дека постоел положбата. таков објект пред очите на институциите. Па затоа што има фалсификуван. И уште Меѓутоа, едно, реков дека да, ќе се но воздржам фалсификатот исто така веќе завршил, па испадна дека работела без воопшто лиценца. Локален совет за превенција на општина Кочани. Сте дел, бидејќи имаше личности кои што велеа дека биле членови, а не ни знаеле дека се дел од тоа тело, значи локален совет за превенција во Кочани. Да, локален совет за превенција во Кочани се во сите градови се отворени, тоа се не закон, мислам надвор од законот локални совети за превенција. Локалниот совет за превенција број околу 30 или 40 членови. Јас и заедно еден од обвинителите кој што е вклучен во истрагата е член на локалниот совет за превенција, заедно со неколку од отците во Македонската православна црква и лицата од Црвен крст, професори, Функцијата за еден наставници. ваков иминентен состав која е на овој локален совет? Локалниот совет за превенција треба да биде мост помеѓу оние кои што ќе алармираат за одредени, би рекол, потреби во општеството, без разлика дали се тоа потреби, закани за безбедност и така натаму, да бидат мост помеѓу одредените институции, односно ако се бараат законски измени, да поставите по законските измени, ако бара подигнување на одредено обвинение до јавниот обвинител да го подигне обвинението и така натаму. И за пулс Дојави до локалниот од начинот совет. на функционирање на локалниот совет за превенција, единствени активности со кои што се занимавал локалниот совет за превенција во Кочани е проблемите со градската депонија. Тоа е единствениот проблем со Тоа кој се се единствените занимаваше проблеми ова со кои се 30 занимаваше. члено Да, тело. Добро, овде мора да направиме една кратка пауза за реклами, продолжуваме со вториот дел од емисијата за кратко. Да, продолжуваме со вториот дел од емисијата. Ајде Левски со вас да почнам. Еве, имаме нов договор за стратешко партнерство со Велика Британија. Прочитав дека премиерот деновиве треба да замине за Лондон на подпишување. Политичка и економска нели димензија има. Политичката беше еден дел, беа тие информации, односно испаднаа на крај шпекулации дека Македонија ќе прави кампови за повратници мигранти кои Лондон нема да им даде азил, па доколку транзитираат низ нашата земја со крајна адреса Британија, Британија ги врати, повторно ќе се ги вратиме дома. Премиерот вели денеска, ниту некој такво нешто побарал од нас, ниту се согласил на такво нешто, но сепак во опција се работни групи кои ќе работат за политиката на мигранти и така натаму, а економскиот дел се тие 5 милиарди фунти, 6 милиарди евра инвестициски, некој пресврт најавени инвестиции, големи пари, све ова во контекст на предизбори. Добро, она кое што го имаме како информација по изјавите на претседателот на владата и вице-премиерот се дека имаме договор кој што се состои од два дела. Првиот дел се однесува на стратешко партнерство со Велика Британија, вториот дел се однесува на заемот од 6 милиони евра. 6 милиарди. 6 милиарди евра. На почетокот сакам јасно да го кажам ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е дека Велика Британија била секогаш
еден од најголемите поддржувачи на Македонија во целиот овој процес од 91 година наваму, заедно со Соединетите Американски држави, кога се соочувала Македонија со сериозни предизвици. Апсолутно тој договор за стратешко партнерство со Велика Британија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кога да дојде на седница во собранието, апсолутно ќе го поддржи. Тука нема никаква дилема. Вториот дел се однесува на заемот. Гледаме се расширија разни шпекулации во однос на целиот заем, дали е обврзан со мигранти и така натаму, со оглед на тоа дека Албанија го одби еден сличен ваков договор кој што го имале со Италија, со изјава дека земјите од Западен Балкан нема да прифатат никакви мигранти, но има простор за дискусија и за разговори. Тука се поставуваат тие прашања дали има некаква ситуација која што не знаеме, со оглед на тоа дека за вакво едно сериозно заложување 6 милиарди евра, кој што граѓаните немаат никаква буквално информации ниту од председателот на владата, ниту од вице-премиерот, може има простор за разни шпекулации. Затоа ние како партија бараме јасно да се стави во јавност за што се тие 6 милиони евра, кои се условите врз основа на кредити, колку ќе бидат каматите, која е обврската државата што треба да исполни спрема Велика Британија, конкретно за овој случај, со оглед на тоа дека имаме ние едно, да речем, негативно искуство, каде што во овие 10 месеци кога ВМРО-ДПМ е на власт, државата се задолжи во друга земја со една милиарда, а во домашните банки со повеќе од 600 милиони евра. Правиме ове за една сума огромна сума на средства. Ние кажуваме јавно дека ние се сомневаме во тоа дека ВМРО-ДПМН покажа тотална неспособност во делот на тоа што значи реализација на капитални инвестиции, како што беше изјавата првично дека кредитот, затоа што ова е последица на анета на она кој што имаме како искуство во овие 10 месеци. Ова не беше пред 11 години или 10 години. Во овие 10 месеци се задолжиме со 1 милиарда со Унгарија, со кредит како што е за капитални инвестиции. Ние до овој момент гледаме дека имаме нула капитални инвестиции. Зошто? Со факт, ќе го потврдам тоа, е дека државата во текот на 2024 година им даде на општините 78 милиони евра за капитални инвестиции на тој кредит. Сака посебно прашање во овој дел малку, да го допреме посуштински, да не го... Ова е суштината. Не, сакам посебно да го елаборираме ова прашање. До овој момент. Општините, знаете колку имаат искористено? Нула или приближно на нула капитални инвестиции. Добро, сега шпекулираме нула, не е шпекулација. Не е шпекулација. Од корпусот на пари од првата транша се пак се искористени, мислам, 10-15%. Јас идам од Прилеп. Одделени средства врз основа на кредитот и владата на Социјалдемократскиот сојуз модели 98 милиони денари на општина Прилеп до овој момент. До денеска одговорно према македонската јавност тврдам. 0 денари се искористени од тие средства. И тука е сомнежно. Зашто се трошат тие пари? Со оглед на тоа дека тие во буџетот беа предвидени како средства. Каде се потрошени тие пари? Може до прва, имам прашање за тие во однос на таа работа. Не, бе прашав за договорот од позицијата на СДСМ. Во однос на овие договор. Околу договорот бараме транспарентен, да биде договорот, да ги видиме сите услови, а не да се кријат со некакви си клаузули таму кои што ќе видат со фусноти со мали букви, а потоа тоа ќе го платат граѓаните. Затоа што станува збор за едно од најголемото задолжување на државата, на идните генерации од било која влада до овој момент. Левков, навистина ова, ако гледаме во апсолутен износ 6 милиарди евра е практично задолжување колку што е буџетот наш годишен за алиментирање на сите функции на држава. Со внатре капитални инвестиции и сето тоа. 6 милиарди евра. Реалниот проблем. Да. Социјалдемократскиот сојуз повторно, деструктивно не најде за сходно соодветно да честита склучување на стратешки договор со Обединетото кралство. Кој ќе поддржат, кажа. Венко Филипче, нивниот претседател, отиде на одмор, се врати од државата и одржа една пресконференција во која што е споменато самиот збор антиевропски. Владата, предводена од ВМРО-ДПМ, склучува стратешки договор со Обединетото кралство, кој што е трета економија во Европа, шеста економија во светот, нуклеарна сила, постојана членка на Советот на Обединетите нации. Еден стратешки договор кој што има многу значај, има геополитичко значај
Затоа што први во регионот на Балканот склучуваме ваков договор и не склучуваме со било кој, туку склучуваме со една традиционална, стабилна демократија. Си има свое економско значај и има свое реформско значај. Затоа што кога станува збор за британски капитал, сите знаат дека британскиот капитал доаѓа на проверени проекти, на високо профилирани и добро обработени проекти и може да стане збор за институционален развој ако имате интерес да користите британски средства. Ваквиот ваш однос деструктивен, не знам од каде потекнува, меѓутоа е некоректен. Што беше деструктивно? Не, зошто? Затоа што деструктивноста. Сега ќе кажам зошто. Исто така вие наведувавте дека за претходниот заем наведувавте дека парите се вакви, такви кинески пари, па добивте шлаканица директно од таму од каде што стигнува, односно ви кажа дека станува збор за европски пари. Сега повторно не смогнавте сили да честитате еден ваков важен стратешки договор. Не, воопшто не е напамет и тоа што сме први на Балканот и сами знаете дека Обединетото кралство има долгорочна стратегија за мир и стабилност во регионот. Ве молиме, ние не ја спориме земјата, ве молам. Ако зборуваме за бенефитите за инвестициите. Затоа и ве прекинувам повеќе бидејќи вие сте представник на власт. Така. Дали знаеме, еве јас лично водам економија толку време, 6 милиарди евра. Ја во моментов не знам да ви кажам од изјавите дали зборуваме дека 100% тоа е кредитна линија. Еве, јас не знам. Знаете ли вие дали е 100% кредит? Или дел е грант, дел е кредит, и сами знаете, ве разбирам. Дали зборуваме за проекти финансирани 100% со тие пари, ама ќе бидат наши јавни инвестиции или јавно-приватно партнерство? Дали зборуваме за удел на британски фирми кои ќе партиципираат? Ние го имаме искуството. Синохидро, да не ги забораваме, Синохидро ли бе нафтопатите? Бехтел и НК, исто така да не ги заборавиме. Се тоа такви мега договори во кои домашниот бизнес извиси, тоа се мултинационални компании кои го зема најголемиот дел од колочот. Што знаеме за овие 6 милиарди евра, прашувам? Кога станува збор за инвестиција од 6 милиарди евра, и сами знаете дека инвестиција не разбирам како инвестиција, еве не разбирам. Тоа е инвестицијски циклус, она што е сигурно и она што го најави премиерот, тоа значи нови болници. Тоа значи завршување на клиничката болница во Штип, завршување на клиничката болница во Тетово, она што се знае. Значи дволиниска железничка сообраќајница на потегот север-југ. Што значи дволиниска? Дека една линија ќе биде за патнички сообраќај и тоа за брз патнички сообраќај од 160 км на час па нагоре, другата ќе биде за товарен товарен железнички сообраќај со брзина до 120 км. И тие треба да донесат бенефити. Пресметнано е дека ако имаме таква патна инфраструктура во железничкиот сообраќај, особено во товарниот, ќе допринесуваат со 120 милиони евра. Ама не е спорно, Левко, додадената вредност од инфраструктурните проекти, особено во железницата. Следните проекти кои што се готови е и студентски центар со 200 легла и завршување и инвестициски. Но јавноста сепак има право да знае, еве ќе оставиме некој простор, нели, треба допрво да се потпише, да ги видиме деталите, по која цена и колку тоа ќе не чини. Бидејќи зборуваме за пари што ќе ги враќаат нашите внуци, веројатно 2027 треба прва да кажа да биде предходната влада на СДСМ и ДУИ во 7 годишен период двојно го зголеми јавниот долг со нула инвестиции. Не станува никаков проблем ако средствата кои што се инвестирани доаѓаат како капитални инвестиции, особено кога станува збор за Обединетото кралство, се очекува и трансфер на технологија и на знае. Ајде да видиме денеска, Филипче, на присот забележав една реченица и веројатно не беше случајно кажана, со прашање меѓу другото, камати и така натаму, потекло на парите, дали зборуваме за британски пари или пари на некој фонд од трета земја кој е со седиште во Лондон, па сметаме дека тоа се британски пари. И верувам дека прв човек на опозицијска партија на ваква реченица не ја кажува како хипотетичка замисла. Не знам зошто верувате дека првиот човек не би ја кажал како хипотетичка. Зошто? Веројатно се подпира на некоја информација дополнителна. Не знам колку му се точно и дали информациите потекнуваат од Дубај, од истото место од каде што потекнуваат и златните визи. Меѓутоа, ако премиерот на Обединетото кралство Кир Стармер, ако премиерот на Македонија господинот Христијан Мицкоски, ако
Урсула фон дер Лајен, сите го поздравуваат ова стратешко партнерство. Не знам како стигна со овие стратешки информации, дали се од Дубај, веројатно треба да ја одговори на јавноста, меѓутоа јас го оценувам како деструктивно однесување. На опозицијската СДСМ во случај. За привршуваме на крај сме околу изборите, немавме време околу Европска унија и нашето позиционирање. Имаме време нели и во други дебати и состави. Локалниве избори доаѓаат. За сега ВМРО ДПМН е вели покрај оние поместување во парламентарното мнозинство во владата по Пладневоје имаше и дека се повлекува и заменикот за земјоделство, тоа од крилото на Арбен Таравари, вице-премиерот, односно заменик премиерот од кај Таравари останува во владата, се кршат таму работите и во парламентарното мнозинство и во владата и неминовно ова веројатно ќе има рефлексија врз изборните резултати, изборното позиционирање и така натаму, но локалните избори, она што засега е јасно, власта вели нема потреба од предвремени избори, барем не во комбинација со локални. Локалните да бидат лакмус, како котира најмоќната партија во моментот ВМРО ДПМН, па ќе се види отом потом локални, отом потом парламентарни предвремени. Денеска премиерот вака ви вели на вас од СДСМ. СДСМ можеби нема да освои ниту една општина, конкурентни се во само 4, но одиме на убедлива победа за локалните избори. Добро, премиерот очигледно има секогаш некакви си контрадикторни изјави и тоа му се покажува секојдневно дека комплетно неговата политика која што ја водел како опозиционер и сега како претседател на владата, комплетно е различно тоа кој што го зборува и се докажува дека не е конзистентен. Во однос на предвремен парламентарни избори, ако ме прашувате мене, лично јас мислам дека треба час поскоро да има предвремени парламентарни избори со оглед на тоа дека имаме катастрофално владење на актуелната коалиција предводена ВМРО ДПМН со оглед на тоа дека тоа е во интерес на единствено мислам во овој момент интерес на граѓаните. Но тоа е мој став. Не, прашањето е дали сте подготвени вие доволно и консолидирани за локални со во овој момент мојот став е дека во овој момент со оглед на тоа во каква катастрофална состојба и како катастрофално ВМРО ДПМН владее против интересот на граѓаните е неизбежно. Се неизбежни предвремени парламентарни избори. Но тоа е мој став. Но за она дали политичката партија е спремна, да, апсолутно се подготвуваме за локалните избори, подготвени сме доколку има и предвремени парламентарни избори и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе излезе со кадри кои што ќе бидат представени пред граѓаните дека се единствената солуција со оглед на тоа како 3,5 години, 4 години ВМРО ДПМН владееше во општините. Ние гледаме дека во 3,5 години 4 единствен интерес на градоначалниците е како да наместат тендери, како да ги однесат јавните комунални предпријатија, како да ги зголемат давачките на граѓаните према услугите од локалната самоуправа и како да излезат само во интерес на ВМРО ДПМН. Јас идам од Прилеп и во овој момент сакам да ви кажам раво. 3,5 години 4 градоначалник од ВМРО ДПМН, 0 капитални инвестиции. 0, буквално 0 капитални инвестиции. И тие средства и пари кои што им ги даде владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 78 милиони евра беа одделени за сите општини. Прилеп доби 98 милиони денари од владата Социјалдемократскиот сојуз за изградба на фабрика за рециклирање на отпад. 0. Ништо не се случува. Неколку пати паѓа тендерот, не може да се договорат. Сега во момент има 4 проекти општина Прилеп аплицирала до Министерството за локална самоуправа за парите кои што се добиени од страна на преку кредитот од и задолжувањето со Унгарија. До момент 0 реализација на капитални инвестиции. И тоа е она кое што граѓаните секојдневно го гледаат и затоа граѓаните бараат промени во сите страни со оглед на тоа дека ВМРО ДПМН гледаме има катастрофално владење од централно ниво до најниско до јавните комунални предпријатија и до она што е интерес на граѓаните, тоа се општините. Во ред. Краток одговор, не знам што очекува да им понуди колегата Талевски, ги спомена комунално јавните предпријатија, тој секој ден кога оди на работа седи обкружен со оние министри чии што роднини отвара енергетски фирми во моменти кога комунално јавните предпријатија во државата направија милионски долгови. И ако се сврдите околу вас во собрание, Чичко, Дедо, тоа се јавно достапно. Во момент кога ги отвораа тие енергетски фирми, комуналните јавни предпријатија направија милионски долгови. Да знаеш, да знае, воопшто не е смешно. Ја задолживте државата со милиарди долари.
со милиарди Колега евра Левков, за нула. 7 Слушајте ме, 7 за милиарди нула евра вложувате инвестиции. државата ви, нула Само имате момент, капитални гледам имавте инвестиции. една. Слушајте ме, имавте една објава за исклучување за испадот на мрежата. Па во ваше време вие ги крстивте тие дека биле нормални испади. Васко Ковачевски ви во бегство тој ги остави 300.000 евра месечна рата за наредните Дали знаете, 15. Само се да случува во кажам, регбито? 15 години. Дали знаете во ваше време, еве вие сте по економијата, 391 милион евра кои што беа префрлени кон ЕСМ беа книжени како капитални инвестиции и вие гласавте за усвојување на таков извештај за реализација на буџет. Тоа е катастрофално. Левков, Тоа ќе го понудите верно. или ќе понудите играње на фудбалчиња во Министерство за политички систем. Не, ама Левко, ве молам, јас Вие сакам сте ви гласаа, по-конкретни вас ве закон молам, за- Талевски, за- некој одговори барав, му рековте Васко Ковачевски вие во бегство, вам вие во бегство, вие сте власт, на вас ви избега Васко Ковачевски, не на нив. Добро, во нивно време само не, направи ама криминал. ова е различно, значи избега Значи- на оваа влада Васко Ковачевски. А криминалот на 7 нивната години, вла- а не го видоа. Да повторам, на нивната влада И се амнестирани, тоа што не Никола гледаат. Груевски. Не Ја гледаат, тоа што фактографски не гледаат. гледам. На СДСМ му избега Никола Не ги Груевски, гледа избега- трансферите кон ТЕЦ Неготино, не ги гледа Колега Левко, дали знаете Не. во каква состојба Не, ја ментално гледам. регбитола? Знаете во каква состојба ментално регбитола? Катастрофа. Во таква каква што ја остави. Господине Левков, Изборувам и за тоа ќе имаме една цела емисија. Зашто за што тоа. се Не, правдате? Не, Вие сте сакам- власт, решавајте ги проблемите на граѓаните. Левков, сакам Вие да прашам, во оставите предворје сме, државата. ве молам, ама таа реторика веќе се ближиме во изборна кампања и веројатно нема. токму затоа Не, го не, изборуваме веројатно тоа. нема во кампањи на пресови да слушаме СДСМ ја остави државата. Веројатно веќе за 10 месеци за 10 месеци ќе зборувате за нешто испорачано. А само Бидејќи кредитите на Не, Васко Ковачевски. Не, ве молам, ама бидејќи се зема веќе 1 милиарда евра од Унгарија. 250 милиони општини, 250 Така е. милиони компании. За компаниите и поддршка Веројатно на нешто компаниите. треба да чуеме тие пари, дека се операционализирани, дека се на терен. Тие пари се осликуваат во економскиот раст. И на крајот ќе ги видиме самите бројки за економски раст. И кога ја започнавме годината, покажуваа Добре. скепса Кама- за економскиот раст. Колега Меѓутоа, Левков, излезе дека вие задавате правилно е кредит проектирано. кој што го потрошивте, а во овој момент имате нула капитални инвестиции. Видете ги анализа за почетокот, за првиот вие- квартал на 2025 година. Гледате во Талевски, каква ви ме состојба? разбирате. Нула капитални Заем инвестиции. Како кон ЕСМ го книжевте како капитални. Како ви очекувате дека тие пари ќе се вратат во стопанството кога имате нула капитални инвестиции? Каде се потрошени парите? Не е Во буџетот точно. тие се Ќе го видите во извештајот за буџетот тие се реализација на книжени буџетот. предвидени. И затоа имате Страпете се, вака. страпете се. Се Да, страпуваме ние, големи ама пари граѓаните не може да се страпат во вака големи пари се, катастрофална изборите состојба. доаѓаат, веројатно тие 250 милиони евра за општините и уште стотина беа пред нова година од буџетот ослободени. Голема сума е, ќе биде значајна нели како Кога? стимул за предизбориве сега за локалните. Нели пред нова година беа Општините ослободени имаат со средства да ги ребалансот. реализираат средствата. Општините имаат пари добијани од кредитот од Унгарија. Не може да ги реализираат, не се способни да ги реализираат тие пари. Добро, што не тоа е може да веќе реализираат добро, капитални тоа е проекти. друга Вие сте тема, значи познати по државата. реализирање на капитални Па да, инвестиции. во прилеп да. Завршуваме овде, да ве прашам дали ќе ве гледаме, дали се враќате на партиската говорница на пресови. Ќе оставиме да покаже времето, она што е најважно во моментот и уште еден апел институциите да си ја завршат својата работа и политичарите од секојаш сум говорил и овде важно е да најдат компромис за најважните стратешки прашања. Сметам дека едно од стратешките прашања во овој момент и да не се злоупотребуваат вакви случаи во политичка конотација и верувам дека ќе најдеме сила сите кои што се активни на политичката сцена под било која ознака или под било која вокација ќе најдеме сила тоа да не го злоупотребуваме и една многу важна работа да не ја заменуваме правдата со јавен линч. Да, и на крај пак со Кочани почнавме, со Кочани ја завршуваме емисијата и ова ќе биде уште долго тема. Би застанале на протест некои од саботните со родителите, со вашите пријатели таму, кога бараат правда или воопшто може сте застанале до сега? Ако ме разбирате, протестите се начин да влијаете врз власта. Ако, пак ќе ви кажам, Да, но тие се исто така и сочувство Пак, кон тие луѓе ако ваши станува збор за сочувство, пријатели и во битката за оваа декларативна заложба за Ако правда. станува збор за сочувство, не би се тргнало таму. Меѓутоа станува збор за нешто друго. Па добро, тоа и битка за правда. Тоа е порака до институциите.
А ние, како политичари, особено како политичари на власт, има и одговорност и за опозицијата, меѓутоа, особено како политичари од власт, треба да направиме се да влијаеме на институциите, онаму каде што остане хаос, неред или нефункционалност, да направиме се истото да биде исправено. Дали станува збор за болница, здравство, Министерство за внатрешни работи или законски измени, тоа е нашата работа. Добро, еве, вие да ве прашам за поддршка за протестите, не искам да ги политизирам, секако да ги оставиме родителите и семејствата. Никој не сме на да памет да водат упаѓа битката. да добива некакви политички поени на маката на тие. Ние се сочувавме со нив, разговаравме, се видовме пред собрание и тоа надвор секако политизирање. Она кое што е суштинско, а тоа е дека институциите на системот мора правдата да излезе на виделина и мора ние како пратеници да излеземе и да го поддржиме овој закон. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата ќе инсистираме овој закон во собранието да биде донесен. Ако ВМРО да помане, прифати истиот закон, да го поднеси во собранието, тука сме ние, ќе го поднесеме законот, само да го поддржат и да им излеземе пред Да, режијата ме алармира, дониравте нешто од пратеничките плати, бидејќи имаше вие? Да, добро. Почитувани, овде завршува 24 анализа за овој понеделник. Од ова студио пријатно останете со нас, следуваат вечерните вести.